Утро. Да легнеме во лежачка позиција, денешниот час ќе го започнеме така. Легнуваме во лежачка позиција и она што го правиме секој пат после секое утро, се истегнуваме. Направи македонската буква Х, префрли ги рацете преку твојата глава и убаво истегни се. Океј. Донеси ги рацете назад. Ослободи го телото. Она кое што ќе го направиме сега е ќе подигнеме десната нога горе и со издишување силно ќе бутнеме со петата напред, активирајќи го и коленото. Направи неколку пати така. Одиме од другата страна, другото колено. Одлично. Подигни ги сега колената. Длаките стави ги покрај тебе доле на подот и истовремено со издишување колената и челото се приближуваат, се подига значи врата од горниот дел на рамениците. Издиши, вдиши, опушти се. Издиши. Подигни. Длабоко издиши до крај. Вдиши, отпушти се и продолжи во свој ритам. И длабоко издишување до крај, додека приближуваш чело кон колена. И уште еднаш. Ги отпуштаме носете, ги отвараме дланките нагоре, секој пат кога лежиме дланките се нагоре. Ако имате потреба, повторно истегнете се. Врати се назад. Сега со вдишување десната нога се крива како пушка горе напред. Со издишување го виткаме коленото, со дланките го притискаме бедрото кон себе, чело кон колено. Ова е се со издишување. Со вдишување ногата оди горе и со издишување полека оди надоле. Ќе направиме уште два пати од оваа страна. Масаж на цревата, на дебелото црево. Активирање на дигестивниот систем. Слабок притисок. Океј, подиме од другата страна. Со вдишување левата нога горе, со издишување длабок притисок до крај. Со вдишување подигни, со издишување спушти полека. Уште два пати. Одлично. Стегни го сега целото тело со вдишување. Целото тело стегни го, подигни се малку, стегни раце, нозе, држи како грч. Длабоко издиши со звукот Х, додека се отпушташ. Повторно одиме со вдишување. Стегни го телото, цело тело, нозе, раце, онака како што ти мислиш дека е најдобро. Издиши со длабоко издишување. И пак истегни го телото, значи сега ги активираме и лимфата, и крвните садови. Полека отпушти. Потоа ќе ги ставиш стапалата доле на подот. Дланките се покрај тебе. Со вдишување ќе подигнеш полека карлицата горе, носите нема да ги расшируваш, туку ќе останат така како што се позиционирани. Брадата доаѓа до градниот кош,
Тука затикот е стегнат и истовремено се прави благо стегање и контракција на мускулите на гениталиите, кои што ги повлекуваш под натраг. Остануваш тука неколку секунди со задржан воздух и потоа полека ја спушташ карлицата, со тоа што кога ќе спуштиш карлицата доле на подот, се обидуваш целосно да го залепиш ребетниот столб доле, значи пубичната коска се подига нагоре. Со вдишување одиме догоре, контракција, со издишување полека и бавно одиме скроз до доле и целиот ребетен столб го залепуваме доле на подот. Повторно. Направи уште 2 пати вака. И се опуштаме. Го отпуштаме телото. Дланките можете да ги ставите позади тилот на вашата глава, може и да се расширени како ви одговара. И го подигнете десното колено. Десното колено ќе го однесете кон лево. Главата е свртена кон десната страна, но лактите и рамениците гледате да ви останат на подот. Остани така извртување на ребетен столб. Одиме ја десната нога, одиме исто со левата нога подигни, лево колено оди кон десно, главата врти кон лево, остани така. Издиши длабоко и влези во ова истегнување, извртување на ребетниот столб. Океј. Потоа, дланките остануваат повторно позади тилот на твојата глава. Десната нога префрлија преку левата и така како што е префрлена кон лево, значи десна нога преку лева оди, кон лево ги пуштаме двете нозе да паднат, значи сега истегнувањето е малце поголемо на ребетниот столб, главата може да гледа во спротивна насока, може да гледа и напред. Остани така, дозволи природната тежа да ги однесе колената и бедрата надоле. Но оно што е важно е да длангите, плешките, рамениците ти останат на земја, на подот залепени. Одиме колената, одиме од другата страна, извртување од другата страна, лева преку десна, кон десна, нека падне сега, баво подлабоко истегнување. Отпушти се, натрак имаш некоја тензија, само издиши, отпушти се на позицијата и на истегнувањето. Одлично. Сега расширија крлицата, расшири ги, подигни колената и одиме колена на една страна, глава на друга, колена подигни со вдишување, со издишување од спротивна страна. Продолжи во тој ритам.
Супер. Вратише назад, пусти ги. И сега го подигнеме торзото, седнеме на сиделниот дел. И ги подигнеме под колениците, најпрво ќе се фатите со дланките под бедрата, за да добиете рамнотежата. Под колениците се паралелни со подот. Грбот треба да е исправен, главата нагоре гледа. И двете раце пушти ги паралелно покрај тебе, значи одржи се со силата на твојата рамнотежа, не се држи со рацете, освен ако ти е тешко. И остани така. А потоа полека фати ги палците на твоите две нозе и одржувајќи рамнотежа, расшири ги. Нозете исправи ги колената, грбот е пак исправен, главата е подигната благо нагоре и остани во таа позиција. Спој ги стапалата доле на подот. Спојени си стапалата. Дланките ги фаќаме, прстите на нозете да не избегаат. И сега тежината е на карлицата и на колковите, на препоните кои што се отвараат. Со вдишување подигнуваме благо надоле, со издишување ги буткаме свесно колената надоле, како една пак перутка која што се спрема да почне да лета. Значи свесно буткаш надоле, можеби, не знам, не можеш многу да го направиш ова движење, колку и да можеш, само малку, од кој ќе притиснеш, обиди се внатрешно со издишување да ослободиш тензијата доле, што е на препоните. И потоа почнуваме да вибрираме, почнуваме да тресиме колената, да сетиме таа вибрација на отварање доле на препоните, утринско отварање кон денот, кон животот. И сега што може да го направиме сите, вклучувајќи ми мене, е со лактите и подлактиците одиме напред, грбот се му исправи го, биди сигурна дека ти е исправен, и буткај до каде што можеш. Оно што е важно да го имаме во предвид е што секој ден треба да се следиме себе си, да видиме дали денес сме подобри од вчера, односно да се надпреваруваме само сами со себе, не со другите, не да се споредуваме, иако некогаш несвесно тоа го правиме. Но клучот е да се сетиме дека треба со себе да се споредиме, дали вчера сме можеле да го направиме ова, дали денеска, тоа е секое што кој што е важно да го имаме. Океј, исправи малку нозе, ослободи телото. Ќе направиме уште едно истегнување во мачка, тие се многу добри за наутро, особено за наутро. Стави ги прстите на подот, петите се подигнати. Со издишување ќе бутнеш со задникот кон петите, притисокот е доле на прстите, рацете истегни ги што е можно подалеко од тебе, челото дека дојде на подот, остани така малку, тегнејќи се, ослободувајќи го притисокот на перничињата. Денеска работиме на рбетниот стол и на грбот. И стомакот, нели? Стомакот ни е исто така многу важен, стомачните мускули, за да ни ги држи органите на место. Океј. И сега подигни се во мачка, исправи ги стапалата на подот. Од мачка одиме во класично дете, па потоа влегуваме во мачка и ја спуштаме карлицата доле и се спуштаме целосно доле како во кобра. Значи подигни се
во кобра, односно нешто слично како женскиот склек кој што се прави, преку мачка одиме во дете, истегни се, од дете одиме во мачка и кога ќе дојдеме, тежината кога е на колениците, полека се спуштаме надоле како да правиме женски склек, дори може да ги подигнете и под колениците ако тоа ви е полесно. Значи се подигнуваме исправено тело, одиме во позиција на дете преку мачка, мала масажа правиме и на бедрата над колениците, ги активираме и бицепсите и мускулите на рацете. Уште еднаш. Пушти го торзото, сега стомак. Малку да го измасираме стомакот. Пушти ги рацете напред. И како да се држиш на јаже и те дува ветер, мили, одиме кон десно, со десната нога, кон лево. Малку стомакот да го и цревата да ги измасираме. Океј. И ќе завршиме со најдобрите вежби кои што помагаат за ослободување на било каква тензија на кичмата. Благо расшири ги нозете, рацете ги ставаме во брадата се потвира во рацете, лактите се расширени. Подигни ги под колениците и најпрви нудиме паралелно колената одат, под колениците одат лево-десно. Вниманието е на крлицата, на кичмата, на умалниот дел. Осети како се ослободува тензијата доле во долниот дел на ребетниот столб, крлицата. Океј. А потоа од оваа позиција одиме напред-назад, значи со подколениците, стапалото кон задникот и сега вниманието го ставаш на движењето на мускулите покрај ребетниот столб, значи на грбот, тие што најмалце се движат мускули, додека ги движиш овие подколеници, може да забележиш како се активираат тие мускули на грбот и можеби затоа децата несвесно кога седат на стомак како мали, вака ова го прават ова движење, бидејќи на овој начин се масираат мускулите на грбот. И мене ми е многу пријатно ова, например, го се нарекува позиција на Елен, бидејќи рацете се нели брадата е во дланките, а дланките се позиционирани како на Елен роговите. Одлично, истегни се уште еднашка, лежачка позиција. Полека дојди во седечка позиција, исправи го телото, дланките стави ги на тебе. Секој утро имам еден зрак од сонцето меѓу лисјата што доаѓа на мене. Оваа светлина тука што е. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме, отпушти го телото. Стави го вниманието на твоето дишење, врвот на носот. И набљудувај како здивот полека влегува во тебе.
како бавно и продолжено излегува. Обиди се при овие издишувања да забележиш каде во твоето тело и каква има тензија. Може би напнатост од вежбањето, но додека издишуваш, отпушти ги тие делови. Отпушти ги нозете. Издиши, отпушти карлица. Отпушти го стомакот. Отпушти ги градите и рамењата. Отпушти го вратот. И накрај отпушти ја главата. Отпушти ја десната хемисфера на мозокот. Левата хемисфера на мозокот. Целото тело. Целото тело. И од оваа позиција влези во твоето срце. Со вдишување визуализира еден жолт цвет како се отвара. Со издишување како благо се затвара и златна светлина се шири внатре во твоите гради. Како златен прав. Секој вдишување го чувствуваш овој цвет, ова срце твое духовно како се отвара. Со секој издишување ја визуализираш, ја гледаш светлината, златниот прав, како се шири внатре во тебе. Кој исполнува твоите гради, твојата внатрешност. Светлината оди во твоите очи. И од внатре подготвува да можеш да ја видиш добрината на нештата и на луѓето околу тебе. Светлината ги исполнува твоите уши и ги подесува на тој начин да може да го слушнат гласот во твоето срце. Ако надвор да умеат да ја припознаат вистината во зборовите на другите луѓе. Устата е полна со светлина, златна светлина, секој твој збор е обвиткан со љубов, со топлина. Нашите зборови ги допираат луѓето околу нас. Топлината од нашите зборови ги допира срцата. И да го отвориме овој ден со тоа што ќе изговараме убави топли зборови и ќе ги опатуваме кон луѓето со кои што се во нашето обкружување. Убави, полни со љубов зборови. Опатете ги на нашите најблиски. Некогаш забораваме кон нив да се обратиме со љубов, со внимание, спитајќи дека се тука и дека тоа се подразбира и го знаат. Но денешниот ден посветете го на тоа, да кажете убави работи, да ги пофалите, да осетат љубов во вашите зборови, на вашите луѓе кои што се најблиски до вас.
И не го пропуштајте овој ден да го направите тоа. Полека вратете се назад на вашето дишење, на сега и овда. Вратете се назад. Насетете го контактот на телото со подот. И полека може да ги отворите очите и да го фатите денешниот ден. А ние се гледаме утре на наредниот јога час. Поздрав!